Заштитните маски го спасуваат македонскиот текстил од банкрот. Ова за телевизија Стар го тврди извршниот директор на македонскиот текстилен кластер Наташа Сивеска. Притисокот од корона пандемијата како реална закана за стопирање на производството ги примора компаниите експресно да ги преориентираат производните линии. Ние уште во моментот имаме големи побарувања за производство на маски. До нас се обрати владата и Министерството за, односно француската амбасада, кои што побара да им доставиме список на компании кои што можат да понудат производство на маски и тоа во големи количини. Откако ќе помине корона цунамито, онлайн продажбата е првичниот амортизер во ревитализација на пласманот на македонските текстилни производи на странските пазари, оценија од текстилниот кластер. Секако сето тоа ќе го покаже расположението на купувачот за купување на облека и на база на тоа ќе се добијат и првични информации колку брзо ќе се врати она класично побарување и класична продажба на модните артикли. Дали короната ги коригира договорите на текстилните компании со инопартнерите, особено во најчувствителниот сегмент цените? Официјално намалување на цената на веќе договорените сделки, мислам дека нема да може да се случи. Тие се обично се работи за долгорочни односи помеѓу купувачите и производителите и се надевам дека ќе се изнајдат решенија кои што ќе бидат во користи на двете страни, колку е можно тоа во сегашните услови. Во извозниот дел од билансот на македонската економија по обемот на годишен девизен прилив, текстилот е на трето место. 30.000 семејства ја обезбедуваат екзистенцијата од оваа трудоинтензивна гранка, од кои најмногу истокот, а пред се Штип, каде во 80 текстилни компании работат 7.000 граѓани.